Добар ден и добро дојдовте во уште една училница по предметот математика за 6-то одделение. Јас сум Ристовска Снежана, наставник во Основното училиште Дамјан Груев во Битола. Во оваа училница ќе обработиме наставната содржина за представување на броеви до 10.000 на бројна права. При тоа, на крајот на оваа видеолекција, ученикот ќе треба да може да го најде местото на 4-цифрен број на бројна права од 0 до 10.000, да умее да објаснува и оправдува методи, да резумира, користи стратегии или усно да донесува заклучоци. Потребно ви е прибор за пишување и хартија. Да ја разгледаме најпрво бројната полуправа, која што почнува со 0 и на првиот поделок ја ставаме единицата. На оваа бројна полуправа ја пренесуваме од десно единичната одсечка, односно должина, и така го добиваме бројот 2. Истата постапка ја повторуваме за да го добиеме бројот 3 и останатите броеви на бројната полуправа, каде што ќе ги представуваме природните броеви. На бројната полуправа сега го представивме бројот 8. Броевите што се лево од бројот 8 на бројната полуправа ќе бидат помали од него, а броевите што се десно од бројот 8 се секако поголеми од него. Истото важи и за бројната права, каде што би ги представиле целите броеви, каде што имаме и негативни вредности. Сите оние броеви кои што се наоѓаат, например, лево од бројот 1 ќе бидат помали од него, а сите броеви што се десно од бројот 1 ќе бидат поголеми од него. Представување на поголеми броеви на бројна права. Нека е дадена бројната права како на сликата. Тука забележуваме дека единичната одсечка сушност ни представува со должина 10 единици. Понатаму во десно со пренесување на единичната должина се наредени останатите полни 10, 20, 30, 40 и така натаму. На следната бројна полуправа, почнувајќи од нулата во десно, на првиот поделок е представен бројот 100. Со пренесување на истата должина во десно се представени останатите полни стотки 200, 300, 400 и така натаму. На следната бројна права пак, меѓу нулата и првиот поделок има растојание од 1000 единици, односно 1000, и секој следен поделок представува полна јадарка. Дадени се неколку броеви, како 10, 40, 70 и така натаму. На бројните прави треба да го представиме секој број на определеното место. Да забележиме дека првиот број кој што го имаме на оваа бројна полуправа е бројот 0, а вториот бројот 20. На средина меѓу овие два броја се наоѓа поделок кој одговара на бројот 10. Потоа, меѓу 30 и 50 се наоѓа поделок кој одговара на бројот 40. Меѓу 60 и 90 имаме 3 делбени простори, односно 3 поделци, кои што секој означува за 10 повеќе од претходниот, односно на првиот поделок после 60 ќе биде бројот 70, на вториот поделок после бројот 70, бројот 80 и така натаму. После 90 следниот поделок е 100, после него 110, па 120 кој што беше представен уште на почетокот на бројната полуправа. На следниот дел изводот од една бројна права се представени неколку броеви, треба да го помниме со уште некои броеви. Првиот број кој што го забележуваме овде во лево е бројот 230. Следниот број, бројот 260. Забележуваме дека меѓу 230 и 260 имаме 3 делови. Разликата меѓу 260 и 230 е 30. Поделено на 3 делови, значи секој дел представува по 10. Тоа значи дека првиот поделок после 230 ќе биде 240, следниот поделок
250, меѓу 260 и 280 поделокот означува 270, меѓу 280 и 300 поделокот за бројот 290. Да видиме сега кои броеви одговараат на овие празни полиња. Даден еден дел од бројна права, каде што како прв број го забележуваме бројот 4300, а како друг број што е запишан бројот 5000. Разликата меѓу овие два броја е 700. Меѓу 4300 и 5000 на нашата бројна права има 7 делови, односно 7 поделци. Тоа значи дека за таа разлика од 700, секој поделок означува по 100, односно на првиот поделок после 4300 се стои бројот 4400, 4500, 4600, 4700 и после 5000 на вториот поделок ќе стои бројот 5200. Процени каде би го запишал секој од дадените броеви на оваа бројна права. Бројот 900, 4300, 8250 и 9780. Најпрво, бројот 900 би го представиле пред првиот поделок. Зошто е ова вака? Од 0 до 10.000 на нашата бројна полуправа имаме 10 поделци, односно 10 делови, ако ги изброиме. Значи, секој поделок представува по 1000. Тоа значи дека првиот поделок би бил за бројот 1000, а нешто пред 1000-арката го сместуваме бројот 900. Понатаму, 4300 би бил после четвртата цртичка, 8250 би бил после осмата цртичка, поблиску до осмата отколку до деветата цртичка, и 9780 би бил приближно до 10-тата цртичка, односно до 10.000 според неговата вредност. Запиши го бројот што е за 1000 поголем од 3451. Тоа е бројот 4451. Запиши го бројот што е за 5000 поголем од бројот 4500. Тоа е бројот 9500. Одреди ги броевите од петтата десетка на третата стотка. Тоа се броевите 241, 242, 243 и така натаму до 250. Кој е најмалиот природен број? Сигурно, твојот одговор е дека тоа е бројот 1. Кој е бројот за 1 поголем од 1 милион? Тоа е бројот 1 милион и 1. Кој е следниот број после него? Тоа е бројот 1 милион и 2. Кој е најголемиот број што можеш да го запишеш и да го кажеш? Дали постои најголем природен број? Истражувај за броевите поголеми од милион и представување на бројни права на следниот линк. И посакувам успешна работа.